Централниот одбор треба да биде гласноговорник на членовите кои што не се согласуваат понекогаш со политиките, со одлуките, со кадровата екипираност на партиите или на државни институции, и тоа се треба да биде пренесено. Се надевам дека во идниот период ќе се направи една различна стратегија и дека ќе се изберат вистински луѓе на вистинско место што си ја сакаат партијата, кои што имаат визија, СДСМ не треба да биде опозиција како што беше ВМРО ДПМН. Партиски ешелони, сите партиски филтри на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, кој што е профилиран во јавноста, помеѓу членовите пред се, за да ја врати довербата и кај членовите, но и кај граѓаните во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, да биде чесен, искрен политичар, човек кој што ќе биде блиску до граѓаните и блиску до народот, ќе направи една целосна нова платформа за функционирање, ќе се посвети на определени 5 теми, јас така ги викам, или 5 столба кои што ќе треба парламентарната група, но и понатаму и раководството на СДСМ така да се функционира од тоа што се потреби за граѓаните, достоинствен живот, евроинтеграција, борба против корупција и криминал, аерозагадување, зелена енергетска трансформација на Македонија. Тоа се теми кои што реално не мачат сите и треба да се посветиме на оние теми кои што ќе имаат видливи резултати врз подобар живот на граѓаните. Треба ли да биде можеби председател или кандидат воопшто за председател на СДСМ човек кој што беше активен или во периодот кога нели излегуваше вистината за Македонија, шарената револуција, треба да биде некој од тие луѓе? Тоа им го оставам на сите. Постапката ќе биде јасна. Бидејќи право ќе има на само кандидирање секој кандидат. Бидејќи ветувањата кои што СДСМ ги имаше, нели, кога течеше проектот Вистината за Македонија и шарената револуција, беше нема правда, нема мир, беше реформа на правосудството, беше некоалицирање со ДУИ, беше членство во Европска унија и така натаму. Најголем дел од тие работи не се исполнија зашто и тие гласови, тој контингент што го имавте од шарената револуција, да речам, тие не беа сите членови на СДСМ што излагало во шарената револуција. Нормално. Тоа беше на граѓанска револуција која што се бореше против режимот кој што тогаш беше на владење. Во владење, да. Ти го изгубивте тој контингент на гласови. Треба да биде некој човек кој што, да речам, бил активен во шарената револуција и ги изневерил очекувањата на шарената револуција, или треба да биде некој сосема друг кој што практично како што викаш, ги поминал сите партиски филтри, сите ешалони. Треба да биде млад, бидејќи силата е во младите. Младите прогресивни политичари се повеќе земаат замав низ многу европски демократи. Имаме и различни примери каде што млади луѓе на 31, 32, 33, 34 години станувале премиери на држава. Ние сме имале премиер на држава во 1900. Себастијан Курц беше на 31 година. Да. Сана Марин од Финска на 34 години. Да. Своевремено Бранко Црвенковски на 28, 29. На 30 години, 92 година станува, 62 година е роден. Така да имало примери каде што премиери станувале на тие години прогресивни и затоа сметам дека нема ништо лошо, напротив. Младинската идеја, она што младинската бунтовност, младинската радикалност понекогаш може да му донесе само добро на СДСМ. Мене ми е жал. Но јас не мислам дека може млад човек да искрено мислам дека сега во овој момент во СДСМ не мислам дека било кој млад човек може или да донесе консолидација на партијата, посебно не да ги смири сите крила и фракции кои што се во СДСМ. Јас се согласувам, но треба да биде некој што е наистина искусен, кој што има многу години во политиката и кој што ги знае поподробно интересот на секоја од фракциите кои што ги ви имате фракција, да речам, тоа што го слушаме ние новинарите, имате фракција Скопска, имате фракција Кумановска, имате фракција Струмичка, имате фракција Старо членство, ветерани, нови, млади. Имате многу фракции, фрагментирано е СДСМ доста и беше фрагментирано не сега по изборите, фрагментирано беше последниве 2,5 години. Затоа не мислам дека баш млад човек кој што нема такво искуство може да или може и се лажам. Не,
поентата ми беше друга. Што и да кажеме и вие и јас мислам сме управо бидејќи треба да почнеме да градиме нешто од ново. Да. Една А нова буквално сега треба да почнете од ново. Од ново еден нов ребрендинг, едни Да. нови поставување на цели, нови луѓе кои што ќе се посветат искрено и реално, кои што имаат желба да се посветат на партиското делување, но меѓутоа мене поентата ми беше дека најискрениот совет кој што определен политичар може да го добие е советот од младиот човек, особено од младиот човек кој што ги поминал сите партиски филтри во СДСМ. Да. За жал, мене ми е многу жал што ќе го кажам тоа, но меѓутоа таа е вистината со која што се соочуваат и се согласуваат сите активисти и борци со кои што заедно сме поминале многу во партијата. Тоа различно мислење и понекогаш и конструктивна критика која што младиот човек ја давал, често пати била занемарувана и А е секогаш поблиска до реалноста. Во суштина, не секогаш е најблиска до реалност. Да. Не Зашто извалкана. младиот човек е Младиот човек, највеќе тоа на- што ќе го каже е неизвалкано. Да. Но меѓутоа, јас ги разбирам разочарувањето на младите луѓе, сега на младите луѓе, на помладата генерација на политичари во СДСМ, кога определен нивен став, размислување, критика не бил уважен, и јас го разбирам тоа. И затоа СДСМ, без разлика кој ќе биде раководството во наредниот период кој што ќе се конституира, треба да се раководи од оној слоган секој е битен и секој е важен, а не да се раководи од слоганот без секој се може, заради тоа што таквите слогани, таквите делувања допринесуваат на некој начин да се диспрезира гласачкото ткиво и активистите на СДСМ. Јас затоа реков, треба да се даде шанса на младите луѓе. Сега, треба да се даде шанса да си го кажат својот став. Треба да се даде шанса на младиот човек да си го каже она што му лежи на душа, бидејќи најдобриот совет, повторно ќе кажам, Да. го добиваш од неиспремен млад човек кој што израснал во оваа партија, кој што целиот свој младински активизам го потрошил во СДММ, во Социјалдемократската младина на Македонија, во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, и само таков совет може да биде искрен, кој што за жал не е почитуван, Не, а на не крајот беше, од денот, сите ќе дојдат ќе кажат дали на мене, тебе или на било кој друг, пример сега активист, Да. во право беше. Ама кога ќе биде веќе касно. Да. Затоа сакаме гласот да се Добро, слушне. имате вие квалитетни млади луѓе. Имате, на пример, еве, него стаја Богац. Го имате Стефан Богоев, мислам секогаш. Така, управо сум Стефан Да, Богоев. Стефан една од Богоев- подмладите генерации кои што Да, израснал он е- во има СДСМ доста и функции имал предходно и еве ти. Гордан што јас сум те следел кога си настапувал на у Совет на град Скопје, имаш солидни ставови. Не знам, Љупчо Николовски. Ако Љупчо Николовски беше, точно го кажав, од Крива Паланка. Да. Имате млади луѓе кои што може да бидат. Има млади луѓе, но меѓутоа треба да се направи една Ја пробам да ти длабинска измешам име. анализа. Треба да се направи една длабинска анализа, тоа што ќе следи, како што кажавме на нели очетниот конгрес. Добиле луѓе шанса, но меѓутоа дел од луѓето и ја изневерија шансата која што беше дадена од страна на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија за сметка на многу прогресивни млади луѓе кои што многу повеќе може да придонесат за државата првенствено, да биде определен ресор доколку би водели или би биле директори на определени па и јавни предпријатија и Добро, државни овие институции. еве и гледачи ве прашуваат доста сите овие забелешки кои што ги кажа или како да кажам забелешки или сугестии како можела да функционира партијата или требало да функционира партијата, јавно ги кажу, јавно, мислам во рамки на партиските тела и состаноци ги кажувавте овие забелешки пред избори. Нашето членство е такво кое што на прва грешка одма збори, Да. одма критикува. Ваквите муавети се прават на дневна база, на секојдневна основа по општинските организации. Општинските организации се тие кои што треба да ги пренесат ставовите на своите членови, еве да кажеме, до централното раководство. Партијата има и централен одбор. Централниот одбор треба да биде гласноговорник на членовите кои што не се согласуваат понекогаш со политиките, со одлуките, со кадровите, со кадровата екипираност на партиите или на државни институции, и тоа се треба да биде пренесено.
Но се надевам дека во идниот период дека ќе се направи една различна стратегија која што ќе функционира и дека ќе се изберат вистински луѓе на вистинско место кои што си ја сакаат партијата, кои што имаат визија за тоа како треба да функционира партијата, како треба да биде конструктивна опозиција, да поддржува законски решенија кои што се во интерес на граѓаните, не да биде кочничар. СДСМ не треба да биде опозиција како што беше ВМРО ДПМН. Заради тоа што многу закони во собранието не поминаа заради амандманите или кочењето од страна на ВМРО ДПМН, значеа повисоки плати, значеа повисоки пензии. Затоа ние не смееме да бидеме копија на ВМРО ДПМН во опозиција, ние треба да бидеме тоа што сме, конструктивна опозиција која што секогаш мисли, гледа, делува во интересот на таа забелешка